Агенцијата за развој на земјоделството и со вас медиумите, а посебно на вработените во МШС Аграр. И ова има една прибелешка, ја која мора да дам заедно сите кои учествува во овој дел на инвестицијата, наменувањето на лозовите насади. Мораме да се заблагодариме на агенцијата, на платежната агенција, бидејќи користиме ИПАР средства и на Европска унија. Што се случува тука? Македонија има големи можности. Неќа бевме со заменик министерот, гледавме една обична работа во Србија, во овоштарството, промените кон пазарните производи во овоштарството. Извозот кој го прави Делта Аграр изнесува некаде околу 40 милиона евра од 500 хектара. Во Преспа имаме 4.500 хектара, али тоа е друга приказна во едни други времења која ќе разговараме и која треба сами да си ја решиме. Во МШС Аграр во овие лозови насади влезе скоро пред 20 години. Во анализите што ги имавме, анализите на пазарот и анализите на лозјата, имавме големи проблеми. Приносите на лозјата беа мали и тоа е грото од земјоделието во овоштарството и лозарството. Нема никакви инвестирања во долг период. И затоа ние последниве 4-5 години вложуваме во овој дел на промена на виновите лози, едно е по основ на јилдот, по основ на приносите, вториот дел е по основ на пазарниот демант, односно во целиот овој период, пратејќи го пазарот преку Тиквеш, утврдивме и знаеме што е денеска пазарен елемент или пазарен производ на пазарите каде што присуствуваме. Вкупно до сега имаме променето некаде околу 120 хектари. Ја би рекол дека треба да направиме промени во 450 хектари да ги промениме. Не е само тука во Велес, него и во Барово и во другите локации кои ги имаме. Инвестирани се до сега некаде околу 5 милиона, со тоа што големиот дел од онаа помошта на ИПАР е некаде околу 40%. Иако влеговме во епидемија и бевме во локдаун долго време, исклучени од се онаа што значи активност и економска активност, ние не престанавме да инвестираме. И ланска година, и оваа година продолжуваме со исто темпо, тоа ни се зацртани планови, и тоа е онаа што во иднината ќе продолжиме. Ние сме преку Тиквеш една од винариите која нема негативен импакт од се онаа што се случуваше, дури на некои простори имаме фантастични резултати. Тоа значи дека успеавме сами да си ги разрешиме проблемите и да излеземе како победници од епидемијата. Што се овие насади? Што вакви насади? Ова се насади кои се веќе вклучени во оној модерен тек, капка по капка, распоред на редови, да може да се употребува машинска берба, бидејќи онаа што го предвидуваме во иднината ќе имаме многу малку работна рака во Македонија. Бидејќи е сето тоа така, сето ова што е припремено во тој пристап. Другиот дел е, ви кажав, пазарниот елемент кој не усмерува во делот на онаа што е потреба на пазарите. Овдека на овие делови, ова е локација во еден, мислам, географски, оние што не добро се лоцираат, тука се влезот на Бабуна, тоа е клисурата на Бабуна и со врстите кои изумираат белоглавиот орел, и Вардар. Сето ова подрачје и тероато е едно од најдобрите тероа за црни вина и тоа е делот каде што се произведува грозјето за бела вода и првиот успех кој го имавме
со паркеровите преку 95 поена. Ја нема да должам многу затоа што денеска е убаво време, точно мајско време со високи температури. Иначе овој регион е познат по многу високи температури, 42 до 45 се наоѓаме во Велешката долина. И сите овие сорти кои ќе ги погледате се од тој тип. Од десно од мене имате гренаш. Гренаш е типично гренаш црн кој е типичен за Јужна Франција. Од другата страна имате плавец кој е далматински, кој е типичен за Далмација. Горе над мене имате вранец. Се тоа црни сорти за овој дел на регионот. А се она што друго тиквеш го постигнува, веќе го знаете, ја да не го повторувам. Го поканувам следниот говорник, мислам дека е министерот за земјоделие, да повели и да продолжи со неговите видувања. Присуството на денешниот настан за мене е голема чест. Искрено се радувам на успехот на Тиквеш и посакувам вакви слики на обновени и зголемени лозови насади да гледаме почесто. Тиквеш е корисник на финансиската поддршка обезбедена од програмата ИПАР-2 во рамките на мерката инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства. Вкупната вредност на инвестицијата е околу 2,5 милиони евра, од кои 60% поддршка од ИПАР програмата, останатите 40% од сопствени средства. Инвестицијата е наменета за обновување на лозови насади на вкупна површина од 120 хектари и за набавка на механизација и инвестиции во објекти. Навистина е многу убаво чувството кога сме сведоци на нечи развој. Јас сум истовремено и горд, бидејќи ова е заеднички успех како потврда на добрите политики на владата и поранешните министри во земјоделството и добрата соработка помеѓу институциите и приватниот сектор. Преку многу вакви примери, ние застанавме на лидерско место помеѓу земјите кориснички на ИПАР во однос на степенот на искористеноста на ИПАР-2. Како резултат на добрата искористеност на средствата во програмата, за прв пат во историјата, 2 години поред, а веројатно и во 2021 година, Република Северна Македонија нема враќање на искористени средства од програмата. До сега веќе се исплатени 30% од средствата на програмата, а се потпишани договори за 75% од вкупниот износ на средствата. Како резултат на добрата искористеност на средствата, до крај на периодот на реализацијата на ИПАР програмата 2014-2020 ќе биде објавен и последниот јавен повик во јуни 2021 за мерката 7 диверсификација на фарми и развој на бизниси. Во тек се и активности за подготовка на новата ИПАР програма 2021-2027 или ИПАР-3, преку која се очекува нашата држава да добие за 60% повеќе средства во споредба со ИПАР-2. Ние сме лидери во регионот и од аспект на програмирање на новата ИПАР-3 програма. Веќе се започнати консултациите по однос на програмскиот документ и предвидените мерки. Се очекува Европската комисија да ја усвои новата ИПАР програма 2021-2027 за Република Северна Македонија во декември ова година. Веднаш потоа ќе биде објавен и првиот јавен повик од ИПАР-3. Почитувани, покажавме дека можеме. Покажавме дека имаме потенцијал да бидеме најдобри. Продолжуваме понатаму уште поенергично. Со среќа и ви благодарам. Ми представува огромна чест и задоволство што сум поканет да бидам дел од почетокот на нова инвестиција во секторот винарство. М6 Аграр е одличен пример за компанија која и во услови на здравствена пандемија, проследена со тешки економски последици, успева да го осовремени своето производство и да чекори паралелно со европските стандарди. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како имплементатор на ИПАР програмата, даде огромен придонес и поттик за почеток на оваа инвестиција. Со склучувањето на договорите од ИПАР фондот, вредни 622.000 евра, овозможивме финансиска поддршка за техничка подготовка на земјата за новите насади, набавка на столбови и земјоделска механизација за обработка на насадите. Со оваа инвестиција, компанијата не само што се модернизира, туку ги намалува и производните трошоци, како и времето за обработка и одржување на насадите. Со ИПАР-2 програмата, само во секторот преработка на грозје,
склучени се договори со вкупна поддршка од 3,6 милиони евра. Тоа се сериозни средства со што домашните капацитети отвараат можност за зголемување на домашното производство на грозје и преработки од грозје, кои понатаму се пласираат на домашниот и меѓународниот пазар. До денеска, преку ИПАР-2 инструментот, склучени се 1723 договори со вкупна вредност од 51 милион евра. Од досега реализираните проекти, во македонскиот аграр вбризгани се близу 18 милиони евра. Агенцијата беше и ќе продолжи да биде најголем партнер на земјоделците и компаниите и двигател на растот и развојот на земјоделското производство и руралниот развој. Несебичната поддршка која добиваат апликантите веќе позитивно се одрази и на бројот на апликациите. Со ИПАР-2 покажавме дека знаеме и умееме средствата кои ни се на располагање да ги абсорбираме и да го развиваме домашниот агросектор. Признание дека сме на добар пат и дека сме лидери во искористеност на средствата во регионот добивме и од Брисел, а веќе во ИПАР-3, која треба да започне со имплементација од наредната година, очекуваме многу поголем буџет од оној кој што го имавме во претходниот период. За крај, сакам да и честитам на компанијата М6 Аграр и да им посекам успешна реализација на оваа инвестиција, а ние како институции остануваме посветени на јакнење на домашната економија и бруто домашниот производ. Денеска навистина имаме изворедна можност да ја поздравиме новата инвестиција што ја реализира компанијата М6 Аграр, која е дел од групацијата М6, исто како и винарската визба Тиквеш. Важни се сите инвестиции домашни и странски во сите фабрики кои што ги гледаме. Но ова е нешто што е уште поважно, ова е вековиште кој што останува трајно добро и еден од најсилните наши репрезенти, градејќи го нашиот имидж на земја која што има сериозен процент од својот бруто домашен производ преку земјоделското производство. Навистина станува збор за инвестиција во нови 120 хектари површина со лозови насади и за набавка на најсовремена земјоделска механизација за работа на обработка на лозовите полиња. Оваа инвестиција ги потврдува неисцрпните можности на македонското сонце и земја за развој на земјоделството, особено за развој и експанзија на нашето грозје, како и за производството на квалитетните вина. Инвестицијата во нови лозови насади нема да придонесе само за унапредување на квалитетот на вината на Тиквеш, туку ќе создаде услови и за производство за поголеми количини за освојување на светските пазари и нови пазарни дестинации. Со овој нов потенцијал, винарската визба Тиквеш со долгогодишна традиција на производство на врвни вина, со присуство на над 25 пазари ширум светот и освоени 130 високи награди на реномирани светски вински надпревари само минатата година, представува најголем промотор на македонските вина на светската винска сцена. Многу е важно што оваа инвестиција ќе придонесе за понатамошно градење на имиджот на земјата како производител на високи и квалитетни вина и за етаблирање на македонската винска индустрија. М6 Аграр е основана во 2007 година и со својата основна дејност за одгледување на грозје за производство на вината Тиквеш е исклучително развојно ориентирана. Ова развојна иницијативност на М6 Аграр, на групацијата М6 и на Тиквеш ги задоволи највисоките критериуми за поддршка од ИПАР програмата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Вкупната вредност на инвестицијата во овие нови 120 хектари лозови насади на локацијата Бабуна изнесува 2,5 милиони евра, од кои 60% се поддршка од ИПАР програмата, а останатите 40% се од сопствени средства. Стручните тимови на М6 Аграр и на Тиквеш ги применуваат најсовремените практики во лозарството и во подигањето на новите лозови насади, се користат сертифицирани садници од најреномираните светски производители и со сорти кои најмногу одговараат на поднебието и составот на почвата. М6 Аграр и винарската визба Тиквеш на групацијата М6 досега имаат вложено над 3,5 милиони евра сопствени средства во рамките
на повеќе годишна инвестициска програма за унапредување на квалитетот на вината на Тикваш. Резултатите се видливи и дома и во светот. Се нижат високи признанија и награди за квалитетните вина и се освојуваат нови пазари. Освен собствени средства, годинава се користат и средствата од ИПАРД програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Вкупниот износ на инвестирани средства досега изнесува над 5 милиони евра во подигање на нови лозови насади на површина од 220 хектари и набавка на модерна механизација, се вкупно во државата. Уверен сум дека успешната приказна и храброста на менеджерските тимови на М6 Аграр и винарската визба Тиквеш на групацијата М6 се добар и мотивирачки пример за придобивките што лежат во нашето земјоделство. На крајот, дозволете ми уште еднаш да честитам на оваа нова инвестиција, да посакам на тамошни успеси за кои сум убеден дека нема да изостанат и дека ќе бидат потврдени со најавата за нов инвестициски план за подигнување нови лозови насади кои што се предвидуваат во текот на 2022 година, за што ќе се вложат дополнителни 3,3 милиони евра и ќе биде офатена површина од нови 180 хектари лозови насади. Констатирам на крајот најуспешна борба против ова пандемијата и инвестициите. М6, групацијата М6 Аграр, тоа го прави, ги охрабрувам да продолжат, а вашата влада и вашата земја овде да продолжи континуирано да ве поддржува. Нека е честито и со успех. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.